Тим на владеачката партија предводен од Кирил Миноски оствари средба со представници на Стопанската комора. На средбата беа разменети идеи кои ќе имаат свое место во новата изборна програма на ВМРО-ДПМН. Бизнисот повторно ќе остане во фокусот на интересите, а ќе продолжат и капиталните инвестиции, како и привлекувањето на странски инвеститори, изјави министерот за финансии Кирил Миноски по средбата. Работите навистина за една сеопфатна програма во која што сакаме да ги вклучиме сите релевантни чинители, пред се од приватниот сектор, да ги слушнеме нивните идеи. Тоа е практика која што и претходно е применувана при изготвувањето на претходните програми на ВМРО-ДПМН, кои што стануваа подосна и владини програми. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески истакна дека имало конструктивна средба и размена на мислења, на која биле дефинирани трите клучни чекори за економски развој. Ќе се залагаме во наредниот период да се склучи договор меѓу јавниот и приватниот сектор, затоа што сметаме дека присуството на домашниот капитал на странските инвестиции тоа го бараат, во кое што ќе се прецизираат правилата на игра меѓу јавниот и приватниот сектор. Тоа досега го решававме во секојдневна комуникација, меѓутоа мислам дека треба да се направи нешто, без разлика кој и како ќе однесе победа на изборите, сите да сме обединети околу едно дека јавниот и приватниот сектор морат да ги усогласуваат работите. Овој настане дел од средбите кои високи функционери на ВМРО-ДПМН ги реализираат со различни целни групи, а со цел да се конципира програмата за престојните парламентарни избори.